Цивил медија. Дали се чувствувате безбеден во Македонија со оглед на сите случувања со... Да, се осеќам. Се осеќам, сигурен сум, бидејќи сум во мојата татковина. Секој што е во сопствената татковина има вродено осеќање на сигурност. Тие што ќе бидат однадвор, тие нека се плашат. И јас кога одам надвор, и јас таму не сум толку сигурен. Исто и јас. Безбедни? Па, пола-пола да речеме. Еве сега кога си поминуваме таму има некои чибриташи на сред Скопје, тие се прават, значи чим тие се чувствуваат слободни, значи безбедни, ние не треба да се чувствуваме толку безбедни. Сметате дека полицијата недоволно пружа безбедност на граѓаните? Па и тоа е пола-пола. Значи релативно е. Кога сакат може да обезбеди, а кога не сакат не сакат, не може да обезбеди. Господине, дали се чувствувате безбеден? Господине, дали се чувствувате безбеден? Добар ден, господине, дали се чувствувате безбеден? Се чувствувате ли безбедни? Не. Зошто? Па има многу разлози. Ако некој се закачал со некој, ќе треба да се пазиш, да не... Ако нешто у град се закачи некој, па покушаш да го одбраниш, ти ќе биде жртва. Така да... Дека државата не овозможува доволно безбедност на граѓаните? Не само државата, и народот е више испровоциран, нервозен, дрзок, брз, не размислува дека последици ќе има од тоа. И безбедноста никаква е. Што може да се промени? Како би го промениле тоа за да имаме безбедност? Многу време ќе треба да се промени тоа. Не може преку ноќ да се промени. Тоа е пуштено до крај. А кој е иницијатор за тоа? Па иницијатори беа сите што беа доваѓаа на власт че си оде, попушти еден друг за да му биде покомотно на него, пушти на друг, попушти на трети, дизгините отидоа. Сега дизгините се кај нив. Прават што сакат. Кого сака да го убијат, ќе го убијат. Вечер за минути ништо нема. Вчера гледаме ова доде со калашникови, си ги извадија парите од банка и си заминаа. Тоа по небезбедно што има. Значи не е сигурен и тој што е на работа дали вечер ќе се врати дома. Чувствувате ли безбедни? Супер. Да. Па да. Во принцип да. Шење се чувствувате ли безбедни? Да. Има доволно безбедност во граѓаните? Па има, али зависи како, кога, каде. Од што зависи најчесто? Тоа ситуацијата, местото. Што најчесто предизвикува некоја небезбедна ситуација? Па кога има некој конфликт, па не знам како да кажам, што предизвикува нереди, вајда до работата на внатрешните органи. Сметате дека не се извршува доволно? Па ако има несигурност и небезбедност, значи не извршуваат работата. На овој век се и свашто се дешава. Ама се чувствуваме, зависи фамилиарно како сте. Ако сте добро фамилиарни, тогаш секој ќе ве сака. Ако сте не изгорени или ова, нема да се. Цивил медија.